Уважавам господине Джафери, почитувани колеги пратеници, почитуван министер за внатрешни работи. Јас ќе продолжам таму кај што застана колегата Емил Димитриев. Имено продолжувањето на рокот за постоењето на кризна состојба заради зголемен навлез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија е со цел да се обезбеди континуитет во вршењето на оваа активност од страна на силите на армијата на Република Македонија и безбедносните сили на Министерството на внатрешни работи во функција на обезбедување, заштита и чување на државната граница. И тоа не е спорно, меѓутоа после неколку продолжувања фактички од 2016 година имаме почнато донесено одлука за одобрување на продолжувањето на рокот за постоење на кризна состојба. Тогаш е почната целата оваа активност во периодот кога навистина имаше огромен прилив на мигранти и безбедносната состојба во Република Македонија беше ставена под знак прашалник и како држава мораше да се заштитиме во тој период. И тоа навистина продолжување само на рокот од една до друга година е решение, меѓутоа мораме да размислуваме за некое трајно решение кое што ќе ја вклучи и армијата и полицијата во целата оваа активност, затоа што без оваа одлука армијата не можеме да ја ставиме во функција, да го најдеме тоа решение и овој феномен, оваа миграција која што се случува, сами рековте дека над 3,9 милиони мигранти има во Турција. Деновиве слушаме дека поради состојбите во Сирија има дополнителен влез и проблем во Турција во однос на мигрантите и нивните реакции кон Европската Унија се навистина загрижувачки, затоа што нов бран на мигранти се појавуваат и на границите на Република Турција и не се знае дали, вие рековте дека западно-балканската рута не функционира, меѓутоа не се знае дали не може да дојде до состојба на профункционирање, затоа што доколку тргне тој бран на мигранти, еве иде пролетен период, кога тие луѓе од своите моментални стационари каде што се наоѓаат, ќе размислат и ќе тргнат во изнаоѓање на подобри услови за живот и социјално и општествено етаблирање на истите тие луѓе, дека нема да дојде како ризик за безбедноста и националната безбедност на Република Македонија. Во дел од ризици кои што произлегуваат од таа илегална миграција се закана за националната безбедност, односно повредата на суверенитетот, ризици на јавниот ред и мир, зголемувањето на криминалитетот во државата, социјалната кохезија и заканата за личната безбедност на граѓаните во Република Македонија. Оваа илегална миграција е комплексен феномен и потребен е регионален пристап кон истата. Не е дека Република Македонија не соработува со европските партнери и со соседните држави во однос на ова прашање, меѓутоа навистина сметам дека Управувачкиот комитет за координација и управување со системот за управување со кризи заедно со надлежните државни институции континуирано и редовно ја следи состојбата и тоа мислам дека ова изменување на одлука за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба треба да го префрдиме на некое повисоко ниво и да ова биде решено законски за да можеме редовно Република Македонија да ја заштитуваме од овие ризици кои што се јавува. Сами рековте дека илегалната миграција е комплексен феномен и дека во Република Македонија се појавени 68 случаи на мигранти на илегална миграција, значи 68 случаи, а има 86 притворени лица за работа, односно за носење, односно криумчарење на мигранти. Јас не верувам дека ова е крајната бројка на вкупниот број на лица кои што се бават со илегална миграција во Република Македонија и ако ги споредиме бројките на мигранти кои што доаѓаат на јужната граница, посебно на стационарот Вино Југ, ќе видиме дека бројот на луѓето кои што
се вклучени во криминалот, односно со работа со мигранти, односно илегалната миграција со илегалните мигранти е сосема поголем. 68 откриени случаи не е мала бројка, јутоа сметам дека тоа не е целата бројка и целиот систем кој што работи со тоа. Затоа, навистина, како држава, би требало да поработиме, да бидеме спремни, како што реков, западно-балканската рута сега не функционира, јутоа доаѓа пролет, може да се случи да тргне некој поголем бран и Република Македонија, не дека и со оваа одлука која што сега ќе донесеме за продолжување на рокот на кризната состојба заради зголемениот обем на влез и излез на мигранти, меѓутоа треба да бидеме спремни и ова да го решиме со едно законско решение. Република Македонија во наредниот период овој проблем нема да се реши за неколку години, да биде подготвена, да бидат организирани сили кои што ќе работат со обезбедувањето покрај постоечките сили, значи гранична полиција и армијата на Република Македонија, кои што се вклучени во системот на обезбедување, чување и контрола на јужната и северната граница. Со тоа ќе ја олесниме работата и на армијата на Република Македонија, а и полицијата и пријателските земји, односно држави од Еулекс и другите кои што се вклучени, патролираат и помагаат на нашата гранична полиција, ќе им ја олесниме целата постапка. Министерството за внатрешни работи од 2016 заедно со армијата на Република Македонија сметам дека успешно се справуваат со илегалната миграција. За да ова прашање биде решено, можеме да размислуваме за некое законско решение со кое што надлежностите нема да ги даваме со одлуки, туку ќе бидат решени со некое законско решение и ќе имат бенефит и армијата на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи, односно припадниците на Министерството за внатрешни работи кои што работат на оваа проблематика, а секако најмногу и граѓаните на Република Македонија, со тоа што ризиците за јавниот ред, намалувањето на криминалот, заканата за личната безбедност ќе бидат сведени на минимум и граѓаните во Република Македонија, барем од овој дел од илегалната миграција да се чувствуваат заштитени и безбедни на територијата на Република Македонија. Ви благодарам.